Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денешното евангелско читиво не соочува со начинот на кој што човекот може да го прифати логосот Божи, семињата Божие. Логос сперматитос, како што го нарекува на едно место Климен Александр. Да би родиле или не родиле род, по зависност од тоа верно, од начин на кој што душата човечка ги прима во себе семињата Господни посеани во неа. Христос, како секогаш овие големи тајни, нам, преку светите апостоли, ни ги објаснува со јазикот на параболата, со јазикот на приказката. Но за таа простота и едноставност се кријат несогледливи и недофатливи за оба човечки таинства и длабочини. И така Христос ја почнува својата приказна за посочената тема со еден сејач кој што решил да го посее семето на имотот свој и сеејќи го, еден дел од семето паднало покрај патот, брзо било изгазено и од птиците небески изеден. Вториот дел од семето паднало врз камен, брзо никнало, но зарад недостаток на влажност, без вода, брзо се исуши. Третиот дел од семето паднал врз почва, по која што никнела плевеот. Никнал, но веднаш потоа плевеота бујно израснала од почвата и го задушила доброто семе. И четвртиот дел од семето падна во плодна почва, која што ги поседувала сите оптимални услови за нормално никнење и растење на доброто семе до плод. Учениците Христови со внимание ја изслушале параболата од устата на нивниот сакан учител, но не ја разбрале и побарале од него да им ја објасни. И Христос тоа го направи. Така што рекол дека оние семиња, сејачот е самиот Господ, а семето што Господ го сее во нивата Господња и во душите човечки се божествените логоси, а во секој еден од логосите Божи е содржана
христијанска добродетел, која што за своја суштина го има божествениот живот, односно животот несмртен. И вели за првиот дел, тоа се луѓето, внимавајте, значи не постои човек кој што не жедува и не гладува по Бог. Таков човек не постои. Бидејќи не постои човек кој што не знае за поимот Бог. Само човек кој што не поседува во умот свој поим за Бога, може да се нарече атеист. Но бидејќи таков човек не постои, тогаш имаме луѓе кои што знаат за тоа дека Бога го има, но му се противат. Нивното право име е антитеисти. И откако го примаат со обременети од влијанијата на средината во која што живеат, тоа се тие изгазени семиња од безбожните идеологии и од авторитетот на богобожните идеолози. Нив ги има секогаш во историјата на човештвото. Но луѓето потпаѓаат по нивно влијание и биваат изгазени, така што им се одзема нивното човечко и личносно, персонално достоинство. И така згазени и прегазени како личности стануваат жртва на птиците небесни, односно на демоните. Второто семе паднало на камен. Каменот е безводен. Ја нема сочната храна небесна. Брзо изртува, но и брзо угина. Ја нема благодатта Божја во себе си. Иако и првите и вторите на самиот почеток семето Господње го примаат со радост, бидејќи ќе повторам, не постои човек што не е отворен за Бога, кој што не го сака Господа, кој што не сака да го познае Бога. Ама по слабоста своја, не вкоренети во Бога, Достоевски таквите ги нарекува бескоренковци. Луѓе без корен стануваат жртви на секакви влијанија од надвор, од страна. И место Бог да живее во нивните срца, допуштаат разни гнасни, богобожни и смртоносни идеологии да ги освојат нивните внатрешни простори. Третото семе паднало среде плевел, среде трње. Трњето се нашите гревови, нашите грижи, нашите страсти, обраснати од страстите, обземени од земните грижи. Семето Господње во нас примено не може да се развива правилно и загинува во нас. За сметка на се друго што не дава живот, туку го одзема. Не дава благодат Господња, туку ја одзема. Благодатта Божија, за која што рековме, дека е второ име за името живот. И најпосле Господ Христос им кажа што значи четвртото семе кој што паѓа во хумусна почва, во добра, водоносна почва. Добрата и плодоносна почва, духовниот хумус,
е доброто и чисто срце, им вели Христос на своите апостоли. А во доброто и чистото срце засаденото семе небесно логосите Господни, логосот сперматикос, со труд и со трпение дава род во изобилие. Чисто и добро срце, ама не без труд и трпение дава род, дава резултат. Сите предходни се жртви на брзоплетите решенија. Ако сега во овој момент не го добијам своето, те нема, Господи, не постоиш. Или сега, или никогаш. И секогаш така заканувачки со уцени му приоѓаме на Христа Господ. Не имајќи вера и трпение, зарад срцето што сме го испоганиле, со секакви помисли, мисли, желби, страсти, и потоа сето тоа претворена во дела, бидејќи се што е на планот на идејата бара да биде остварено, реализирано во нашиот живот. Тоа што очите ни го гледаат на улица, та страшна порнографија застапена во часописите, во филмовите, во драмските дела, за жал, се повеќе. Хомосексуализмот и се друго. Очите наши ќе го видат, ушите наши ќе го чујат, и потоа сето тоа ќе се залепи врз зидовите од срцата наши и бара своја реализација, бара и ние самите да сме тоа што сме виделе и тоа што сме чули. Ако нема труд и трпение, ако срцата наши се испоганети, а не добри и чисти. Амин.